На пат за Витлеем. И дојдоа брзо и ги најдоа Марија, Јосифа и младенецот како лежи во јасли. Да си замислиме дека и ние конечно пристигнавме во Витлеем. Ја пронаоѓаме пештерата, ја гледаме и нема некоја надворешна величественост. Пред нас лежи Богом младенецот Севишниот кој стана достапен. И веќе воопшто не е важно што би кажале со зборови, туку што чувствува срцето, што тоа му донесува. Во пештерата пристигнуваат и пастирите, кои се восхитува и ја донесува со себе својата вера. Мудреците доаѓаат оддалеку и носа злато, темјан и смирна, злато за царот, темјан за Бога и смирна за страдањето на царот. Тонеле она што го имале, но биле подготвени да се поклонат. А ние, што носиме во Витлеем? Богом младенецот не очекува совршени дарови, ниту пак бара злато. Го бара нашето срце, бара да се отвори за него. А наместо темјан, бара молитва и не бара смирна. Од нас бара промена, покаяние. Нешто слично и со она што ќе се случува вечерва на нашите трпези. Верувај, воопшто не е важно кај кој ќе се падне паричката. Не е ниту важно каква трпеза ќе имаме или каков надворешен обичај ќе исполниме. Сето тоа е минливо ако срцето не е подготвено. Прашањето е дали духовно пристигнавме во Витлеем? Дали сме подготвени да му се поклониме? Да се восхитуваме пред Богом младенецот и да му дозволиме Христос да се роди во нас. Предизвик. Кога ќе застанеш пред јаслите, донеси му на Богом младенецот 3 дарови: искрено срце, време за него и желба за промена. Остави ги оправдувањата, бразањата, површноста. Подготви се духовно, со молитва и учество во светата литургија. Зашто само така Витлеем станува место на средба со Христа. На пат за Витлеем.